Со неподнослива леснотија на импровизацијата, премиерот не покани да дојдеме во собрание. Не знаеме во чие име, дали во име на председателот на собранието, дали во име на председателот на Собраниската комисија за наука и образование. Признавам дека ние, како образовани, културни и воспитани луѓе, која ќе се соочиме со таква дрскост, како што беше упадот на премиерот на нашата пресконференција, често знаеме да се збуниме. Да, се збунивме и рековме дека ќе дојдеме иако е тоа надвор од сета процедура. Но бидејќи сме ние луѓе од збор и од беса, и рековме дека ќе дојдеме, еве дојдовме тука и дојдовме да му го повториме она што го кажавме на нашата пресконференција пред Александар Палас. Во многу кратки црти. Не учествуваме во оваа фингирана јавна дебата, затоа што под број 1, таа е нелегална, односно спротивна на деловничките одредби на собранието и нелегитимна, заради отсуство на студентите од една страна, но и целосно игнорирање на универзитетските ставови од друга. Под број 2, таа е задоцнета и цинична, зашто студентскиот пленум, факултетите и ректоратите, како и професорскиот пленум, и покрај прекусато време за доставување мислења и сугестии, јасно го кажаа својот збор, но не беа удостоени да го образложат ниту на комисиската расправа, ниту во рамките на правно заснована јавна дебата, која што можеше и требаше да се отвори по општата собраниска седница. Под број 3, таа е вонинституционална, зашто ја организира владата, министерството, наместо Комисијата за образование и наука. И под број 4, таа е дури и бизарна, зашто професорите кои се против законските измени и професорите кои се за промените, би требало да дебатираат со посредство на владата, министерството, иако вториве ниту се спротивставија, ниту се изјаснија против мислењата на факултетите чии членови се. Господине премиере, простете ако делува дека ви држам час, но професорка сум. Господине премиере, се дебатира за идеи, се дебатира за концепти, се дебатира за предлози. Не се дебатира за диктат. Ако навистина имате добра желба да го слушнете гласот на оние кои што се засегнати и компетентни во однос на овој сега веќе општествен проблем, тогаш повлечете го законот од собраниска процедура, ние ќе дојдеме и ќе дебатираме.